По немањето никакви информации за состојбите околу коронавирусот на локално ниво, денеска градоначалникот Никол Чилиев излезе со пресконференција на која соопшти дека за среќа во општина Кочани нема случај на заразен со опасниот вирус и дека бројот на граѓани кои се опфатени со мерката на самоизолација не бележи драстично зголемување. Тој истакна дека ситуацијата будно се следи и дека сите сегменти на организирано действување функционираат според потребите. Во нашата општина се уште немаме регистрирано инфицирани лица со коронавирусот, состојба што радува, меѓутоа и обврзува да сите ние доследно ги почитуваме сите мерки и препораки и да дадеме свој личен допринос во спречување на ширењето на коронавирусот. Во општина Кочани во моментот има во самоизолација 148 лица кои што се дојдени од средно и високо ризичните земји. Мојот апел и повик до сите овие лица доследно да ги почитуваат пропишаните препораки, се со цел да спречиме инфицирање и ширење на заразниот вирус. Одговарајќи на новинарско прашање каква е состојбата со снабденоста и цените на заштитни маски и ракавици, Илиев со одговор дека кризниот штаб има информации за продажбата по значително поскапи цени, но дека тоа било резултат на ситуацијата на пазарот. Ние ја следиме состојбата на снабденоста на пазарот со маски и други заштитни средства, како и средства за дезинфекција. И навистина понекогаш се јавува недостаток. Маските пред извесно време беа символична цена и дека денеска цените вратоглаво раснат. Ние исто така се трудиме во разговорите со аптеките кои најчесто и се најовластени за продавање на овие производи. Инсистираме на реална цена, меѓутоа за жал сите тие укажуваат на порастот на цените на набавените, односно набавените производи и дека навистина маржите се символични и дека во моментот навистина тие добиваат и одредени количини кои засега успеваме некако да ги задоволиме потребите на граѓаните. Градоначалникот упати апел до граѓаните да се придржуваат кон ригорозните мерки што ги презеде владата и надлежните институции, вклучително и полицискиот час, бидејќи само на тој начин од пандемијата можеме да се извлечеме со најмали можни последици.